Молк од собранието дали председателот ќе ја прифати иницијативата на пратениците од редовите на ВМРО ДПМН за свикување итна седница. Опозицијата уште вчера испратила барање до Талат Џафери, итно пратениците да одржат седница на која точки ќе бидат разрешување на министерот и заменик министерот за здравство. Ова доаѓа откако премиерот Заев реши да ги амнестира Филипче и Хасани, кои од морални причини понудија оставки по трагедијата во Тетово. Иако требаше истрагата целосно да заврши, првиот човек на владата само по првичниот извештај на обвинителството реши да ги одбие оставките што ја разгневи опозицијската партија, откаде сметаат дека ако Филипче не си поднесе неотповиклива оставка, ќе докаже дека оставката до Заев била само фарса. 4 недели јавноста чекаше да добие одговори. 4 недели немаше реакција од институциите. На секаде низ светот, за вакви инциденти и далеку помали од овие, оставките се даваат уште првиот ден. Само Венко Филипче, наместо да си замине, реши да глуми. Сите институции делуваа во насока на заштита на Венко Филипче. Од кабинетот на собранискиот спикер не одговараат дали ќе ја прифати иницијативата. Вчера, откако пратеникот Антонио Милошовски најави дека пратеничката група на ВМРО ДПМН ќе поднесе иницијатива, од кабинетот на Џафери само кратко информираа дека спикерот не ги коментирал политичките изјави. Сега, кога барањето е веќе испратено, нема информации дали и кога ќе има седница со овие точки. Премиерот Заев пак со истите оправдувања. Истрагата покажала дека не може да се лоцира менаџерска и политичка одговорност кај Филипче и Хасани. Сега наред биле истражните органи, кои допрва ќе утврдуваат евентуални човечки грешки. Секоја човечка одговорност, секоја субјективна одговорност внатре е право на истрага на други органи, кои што не е ни премиерот, ни владата, ни парламентот, а тоа се јавното обвинителство и судот. Тие ќе одлучат дали има некоја човечка, индивидуална, субјективна или било каква одговорност и тие процесите ќе ги процесуираат. Инаку по поднесување иницијатива за свикување итна седница, првиот човек на парламентот треба да одговори најдоцна за 10 дена.